Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Катерина, готвач член на нашата веб страница. Катерина ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти, постна торта со ореви и пудинг. Да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме делимано округла тава од 26 см, длабока тава со рачки и кујнски сецко. Додадете ги брашното, шеќерот, мелените ореви, прашокот за печиво, маслото и газираната вода во сад за матење и измешајте ги за да добиете рамномерна смеса. Половина од смесата истурете во округлата тава за печење и печете на 180 степени 15 до 20 минути или додека чепкалката излезе сува. Превртете го печениот пандишпан на чинија, па испечете го и другиот дел. Ние тортата ја направивме со 2 теста, но доколку сакате, можете да ја направите во повеќе слоеви, со тоа што половина од состојките е мерка за едно тесто. За подготовка на филот, најпрво на оган ставете го сојното млеко да се загрее. Ние го подготвивме од сојно млеко во прав. Потоа додадете го шеќерот и прашокот за пудинг. Мешајте додека смесата се згусне и сосема на крај додадете го ванила шеќерот. Оставете го кремот убаво да се олади. Изматете го убаво маргаринот со шеќерот во прав. Потоа рамномерно измешајте го со оладениот пудинг за да добиете крем. Измелете ги оревите и додадете ги во кремот. Време е за редење на тортата. Во чинија ставете го првиот пандишпан, одозгора нанесете од филот. Ставете го вториот пандишпан и одозгора целата торта премачкајте ја со остатокот од филот. По желба, посипете ја тортата со мелени ореви или декорирајте ја со цели јатки. Па оставете ја неколку часа во фрижидер да се спојат состојките. Потоа послужете парче во чинија и проверете дали некој од гостите ќе познае дека е постна. Нам оваа торта многу ни се допадна како што е, но вие можете наместо ореви да ставите други јатки. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.